Од вчера започна Европската недела на борба против цистична фиброза. Едукација, обид да се подигне јавната свест кај населението за оваа болест ќе бидат основните работи со кои Сдруженијето за цистична фиброза во Македонија ќе одбележи Европската недела на борба против оваа болест. Следниве минути ќе може и вие да се вклучите со ваши прашања, додека ги откриваме сите детали околу оваа болест со професор доктор Стојка Нацева Фуштик. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото. Јас искрено до вашите гледачи. Јас искрено до синоќа не знаев за оваа болест, а оние бројки кои што успеав да ги прочитам не се алармантни, но ете не потекнуваат токму кога се одбележува оваа недела да поразговараме на таа тема и нормално. Превенцијата е најважниот фактор за да нема појава на вакви болести. Затоа и од самиот почеток, може ли малку да им објасниме и на нашите гледачи, ево и мене со оглед на тоа дека ви признав дека не сум многу запознаен, каква болест е цистичната фиброза? Значи, цистична фиброза е наследна болест. Тоа е всушност најчеста наследна болест во белата раса, со инцидентност некаде од 1 на 2.500 до 3.000 новородени. Меѓутоа, фреквенцијата на болеста варира во различни географски подречја, секако и во различни етнички групи. Оно што е значајно е што прогнозата на болеста, третманот на болеста драматично е подобрен во последните децении, така да имаме се поголем број на болни со оваа болест ширум Европа. Бројот на болни се движи над 35.000. Во нашата земја, Центарот за цистична фиброза при Универзитетската клиника за детски болести збринува околу 110 пациенти со оваа болест, иако веруваме дека бројот на заболени е поголем во Македонија, како резултат на тоа што се уште мислиме дека имаме пропуштени случаи диагностички. Значи, она што рековте, целта практично на сите овие активности што ги организира Сдруженијето и Центарот за цистична фиброза е да се подобри информираноста и свесноста за болеста во пошироката популација и по меѓумедицинскиот кадар, со цел да се мисли навреме на болеста, за да навреме се диагностицира, во услови кога немаме национална скрининг програма за рано откривање на болеста. Значи, диагнозата пред се ќе зависи од навременото сомневање на лекарите кои први доаѓаат во контакт со овие пациенти. Напоменавте дека цистичната фиброза се манифестира само кај белата раса? Не. Цистичната фиброза се среќава и во црнечката, и во азиската популација, меѓутоа фреквенцијата е помала во однос на белата популација. Тоа е затоа што раширеноста на изменетиот ген на мутациите е различна во различни раси. И во рамките на Европа зачестеноста е различна, ако речеме дека фреквенцијата е најголема во ирската популација, во скандинавската популација е помала. Така да разликите се во однос на зачестеноста на генот. Оно што сакам да кажам е дека носителството на генот за болеста е многу високо во белата популација. 1 на 25, меѓу 25 луѓе го носат генот и се потенцијални, значи, носители и пренесители на болеста. Како се таа токму наследува со оглед дека е генетски поврзана болест? Значи, наследувањето е автосомно рецесивно. Кога зборуваме автосомно рецесивно, значи, за да се манифестира болеста, детето треба да ги наследи мутираните гени, изменетите гени од двата родитела, кои се сосема асимптоматски носители на болеста. Значи, сите ние може носиме одредени изменети гени. Родителите на децата со цистична фиброза, значи, имаат во еден од хромозомите, значи во еден од гените носат мутација, односно изменет ген кој доведува, значи, до нарушена синтеза на протеинот кој мислам се синтетизира под дејство на тој ген. Овој ген е означен како CFTR ген, се наоѓа на седмиот крак, на долгиот крак на седмиот хромозом
и одговорен за синтеза всушност на еден протеин кој представува хлорен канал во епителните клетки на многу органи и е значаен за регулирање на тие транспортни процеси на вода и сол во клетките, што условува, значи, недостаточната функција на тој протеин всушност доведува до измена на овие транспортни процеси на ниво на клетката и создавање на густи секрети. Кога зборуваме за начинот на наследување, родителите носат, значи, еден здрав и еден изменет ген. Во случај кога двата партнери се носители на болеста, може да се случи, значи, плодот да ги наследи изменетите гени од двата родитела, кои воопшто не се свесни дека се носители на болеста и да се роди, значи, заболено дете од цистична фиброза. Доколку се извинувам што ќе ве прекинам, едниот родител е само носител, тогаш не се рефлектира тоа на... Ако едниот родител, не. Значи, тогаш детето ќе има еден здрав ген кој е доволен за да болеста не се манифестира. Значи, и во случај на двајца носители, не мора детето да се роди болно. Шансата да е болно е 1 на 4. Значи, детето може да ги наследи здравите гени, може да наследи еден здрав, еден болен ген и во тој случај ќе е носител, меѓутоа клинички сосема здрав. Во секој случај ќе биде носител на тој ген детето кога двајцата родители... Двајцата родители се не. Може да ги наследи само и здравите гени да биде и да не биде и носител. Так. Значи, тоа е комбинација, тоа е случајност во процесот на оплодување. Кои органи ги зафаќа цистичната фиброза? Значи, цистичната фиброза е мултисистемска болест. Она што реков, значи, базичниот дефект, значи, мултисистемска подразбира го опфаќа поголеми органи. Опфаќа повеќе органи и системи. Значи, базичниот дефект се јавува на ниво на дишните патишта, значи на органите, на респираторните органи, на ниво на панкреасот, цревата, потоа на ниво на жолчните канали, репродуктивните канали, потните железди. Значи, се манифестира на повеќе органи, меѓутоа доминантната симптоматологија произлегува од респираторните патишта и од органите за варење. Кои се проблемите? Што им се случува на тие органи? Значи, оно што реков, заради нарушените транспортни процеси на вода и електролити на ниво на клетката, секретите во овие органи се погусти, повискозни, поради што се јавуваат проблеми поврзани во респираторните патишта со нарушено чистење на секретите, значи нарушен клиренс, поради што болните имаме стаза, задршка на секретите и тие се поприемчливи кон одредени инфекции. Она што се случува, болните имаат, значи, повторувачки респираторни инфекции, може да имаат, тврдокорни пнеумонии, повторувачки обструкции, може да имаат една доста перзистентна кашлица како доминантен симптом. Значи, тоа се повторувачки респираторни инфекции кои во крајна линија доведуваат до оштетување на белодробието. Оно што е симптоматологија во однос на на дигестивниот тракт, доминантни симптоми се од панкреасот, односно од инсуфициентната функција на панкреасот, бидејќи густите секрети во панкреасните канали доведуваат многу рано, уште кај малите деца најчесто, уште кај новородените, до обструкција на панкреасните канали и неможност на секреција, на излачување на панкреасниот секрет во цревата, во 12-палачното црево, каде што тој ја исполнува својата функција, односно варење на храната. Поради тоа овие деца несоодветно ја варат храната, имаат чести столици, не напредуваат, имаат надуван стомак, најчесто имаат добар апетит, меѓутоа губат во тежина заради неискористувањето на храната. Така да тоа се едни, значи, симптомите од респираторниот тракт или симптомите од органите за варење се доминантни во клиничката слика и најчесто комбинирани. Можем да кажам тука дека околу 10 до 15% од децата, значи, имаат само респираторна симптоматологија, значи,
не манифестираат дигестивни симптоми, бидејќи имаат се уште сочувана панкреасна функција и 2% од панкреасната функција е доволна за да не манифестираат симптоми на малдигестија на храната. Така да клиничката слика е доста разновидна, сакам да кажем, доста варијабилна од пациент до пациент, како и возраста на манифестација на симптомите.